на крајот од овој собраниски ден, поштувани граѓани, вистината излегува на виделина и искрено жалам што пратеничката група на Демократската унија за интеграција заради едно заменичко место во новата агенција за медиуми станува соизвршител или егал ја дели одговорноста за погрешните содржини во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Но тоа е ваша одговорност. Предпоставувам дека можеби кога ќе се прават измените и дополнувањето на законот, како што вети министерот за информатичко општество, ќе воведете уште една функција, заменик на заменикот на директорот, и ќе даете на некои од помалите коалициони партнери во вашата владеачка коалиција, кои што буквално трчаа за да обезбедат кворум за овој закон. Она што е страшно е што министерот за информатичко општество во образложението за законот за медиуми повторно реферира како и целиот изменен ден на Насер Салмани, председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија. И мислам дека тоа е погрешно, неточно и покажува дека всушност заедничката пресконференција која што беше одржана помеѓу министерот и председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија е кукавичко јајце за да може цел ден денес владата да се повикува на Сдруженијето на новинари на Македонија. Но кога е веќе така, министре, тогаш зошто не го почитувате ставот на председателот Насер Салмани дека законот за медиуми е апсолутно непотребен? И наместо да најавувате дека веднаш по неговото усвојување ќе го изменувате заради иземање на интернет порталите, повлечете го, бидејќи целиот медиумски еснав, од ЗНМ до сите други еснавски здруженија, ве убедуваат и ве уверуваат дека законот за медиуми е апсолутно непотребен и нема што всушност да регулира. Предпоставувам, кога се повикувате цел ден на ЗНМ, дека ќе имате доволно образложение или доволно цврсто образложение зошто упорно го терате овој закон за медиуми. Но да влеземе во материјалната содржина. Прво, не можам да разберам од каде извира кредибилитетот или легитимитетот вие да утврдувате морални одредби или етички норми за медиумите и медиумските работници во Република Македонија. Не можете во законот или немате право од етички морален аспект вие да говорите за слобода на изразување, за слобода на медиумите, за основни услови кои што треба да ги обезбедат демократските придобивки на секое општество. Од каде ви право вие да говорите за јавност во работата, да дефинирате новинар и уште пострашно да зборите за достапност до информации од јавен карактер? Во членот 3 велите во овој закон дека еден од принципите со кои што се гарантира слободата на медиумите е достапност до информации од јавен карактер. Ве молам, како министер за информатичко општество, да излезете и да соопштите колку или колкав е процентот на представници на ВМРО ДПМН и функционери во извршната власт кои што го почитуваат законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. 0,3 или да речам ич. И видете чудо, во законот предвидувате драконски казни за медиумите, кои што се движат од 2% од годишен приход за претходната календарска година до 2 до 5.000 евра, а не кажувате зошто истите драконски казни не важат за одговорните лица во извршната власт, за министрите, за директорите, кои што не даваат информации согласно законот за слободен пристап на информација од јавен карактер. И тоа, пратеници од владеачко мнозинство, е најголемата причина зашто во Република Македонија има огромен број на тужби за клевета и навреда од функционери на ВМРО ДПМН. И бидејќи говорите дека едно од демократските придобивки е декриминализацијата на клеветата и навредата, не кажувате овдека дека на еден критички настроен медиум кон власта Фокус во овој момент има активна тужба во износ од 27.000 евра поднесена од Сашо Мелков. Знаете зашто?
за интервју и информации изнесени од поранешниот амбасадор на Република Македонија во Чешката Република во Прага, кој ги изнесе во интервју во неделник. Тоа е вашиот принцип на демократија и слободата на говор и достапност на информации до јавен карактер. А во исто време, тужени функционери на ВМРО ДПМН, како што е, например, Иво Котевски, под паролот на МВР, кој стана познат по СМС пораките кои што ги пушташе до медиумите да го снимаат председателот на СДСМ Зоран Заев кога беше спроведуван до судот, него не може да го најде судот. Да се појави да одговара за тужбите за клевета и навреда кои што ги нанел во своите пресконференции. И не е само Иво Котевски, почнувајќи од Зоран Ставревски и мал милион други функционери на ВМРО ДПМН. Колеги од ВМРО ДПМН, немате право да говорите за слобода на медиуми, за слобода на говор, кога ќе останете познати по тоа што одговорен уредник на вести во МРТВ стана поранешна советничка од кабинетот на премиерот. Ја префрливте од кабинетот на премиерот, стана уредник на вести на МРТВ. Директорот на МРТВ во исто време беше шеф на антикорупцијската комисија, тој е господјата Милјана Димовска. Не можете да го избришете фактот дека Слободан Томич на јавниот радиодифузен сервис, за кој што плаќаат сите граѓани радиодифузна такса, му се умилкуваше на премиерот на емисијата Гласот на народот со пастир на македонскиот народ за да дојде во емисијата. Не може да го избришете фактот дека на една средба на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН во Бест Вестерн хотелот, обезбедувањето на премиерот тепаше снимател пред очите на медиумите. Нема да ви го подкрепи кредибилитетот или немате право да говорите за слобода на медиумите, затоа што на 20 годишнината од прославата на ВМРО ДПМН, вашиот председател Никола Груевски директно апострофираше и посочи дека најголеми непријатели на оваа власт е тогашната А1 телевизија и Утрински вестник. И сосема на крајот, нема потреба уште еднаш да подсетувам дека немате кредибилитет да говорите или да носите на закон за медиуми, затоа што ги избркавте брутално со полициска сила новинарите од оваа собраниска сала на црниот понеделник на 24 декември лани. И затоа е смешно да говорите дека треба да има во законот за медиуми принцип за заштита на изворот на информациите во член 12. А бидете храбри и кажете јавно дека една од причините поради која страда новинарот Томислав Кежаровски е политички затвореник, затоа што на некои локални мокници на ВМРО ДПМН од тајната полиција и покрај сите притисоци не им го соопштил изворот кој му го кажал заштитениот сведок. Е токму заради тие причини Томислав Кежаровски е политички затвореник. И излегува многу смешно кога вие ќе утврдувате што е дефиниција новинар. Вас ви личи да ставите дефиниција типот кој е подобен новинар. И ви би личело да ставите дека подобен новинар е оној кој прави прилози по нарачка на поединци на власта и задолжително не пренесува реакции на опозицијата. Можете да ставите и што е неподобен новинар. Еве ви уште еден предлог. Ставете го во амандманот. Неподобен новинар е оној кој критички оценува власта и прави прилози за активностите на опозицијата. И ставете уште една категорија. Таа ќе ви личи. Екстремно неподобен новинар е оној кој на било каков начин има контакт со Институтот Отворено општество Сорос. И ако е неопходно, тој треба да се обелези со жолта лента на ист начин како евреите во нацистичка Германија. Тоа ви личи вас. Но за сите штетни политики кои што ги спроведувате, во неколку наврати во поминувам, бидете сигурни, ќе ги почувствувате кога ќе станете опозиција. И тогаш, кога истите медиумски пудлици кои што ве фалат сега и ви се влезени во ногавици, кога ќе почнат да се обидуваат да се приклонат кон новата власт и кога тоа нема да ви се допаѓа, тогаш ќе извадиме еден спот и ќе изгледа вака со цитат на Александар Николовски од 25 декември 2013 година, кој што би одел вака:
волку добро подготвен закон никогаш немало во историјата на Република Македонија. Со свој камен по глава судира.